Добро утро, Симона. Квалитетот на водата за пиење е едно од најважните прашања за здравието на граѓаните, особено во урбани средини како што е градот Скопје. Во јавноста периодов се појавија дилеми, се отворија дилеми околу безбедноста на водоснабдувањето, контролите, но и потенцијалните ризици од загадување. Колку е навистина безбедна водата што ја пиеме и дали има простор за загриженост? Утрово во Македонија наутро разговараме со Емилија Аневска од секторот за санитарна контрола на јавното претпријатие Водовод и канализација. Емилија, добро утро и добре ни дојдовте во утринската програма Македонија наутро. Добро утро, добре дојдовте и вие во нашиот сектор, каде што секојдневно се испитува питката вода. Така. На почеток, колку е безбедна водата за пиење во Скопје, според последните анализи, дали граѓаните имаат причина за загриженост? Јас можам да кажам дека водата која што се користи во градот Скопје, секојдневно ние како сектор ја испитуваме во лабораториите кои што се во склоп на секторот санитарна контрола, односно во хемиската лабораторија и микробиолошката лабораторија. Овие лаборатории се акредитирани лаборатории согласно стандардот ISO 17025 и можам да кажам дека граѓаните на Скопје може да бидат мирни дека водата во градот Скопје е санитарно безбедна и исправна за користење. Ова ве прашувам во насока со тоа што пред неколку денови медиумите пишуваат за загриженоста на еколозите за опасноста што демне од јаловината од поранешната фабрика Југохром преку подземните води да го загади изворот Рашче. Има ли опасност од загадување на водата за пиење токму од поранешната фабрика? Можам да кажам дека нашите обврски како јавно претпријатие се да ги следат подземните води во целото сливно подрачје на изворот Рашче, што и тоа континуирано го правиме од 2012. Значи од 2012 со одлука на градот се изработени околу 63 пиозометри и истите ние ги контролираме квартално и ги следиме состојбите и редовно поднесуваме извештаи до секторот за животна средина во градот Скопје, како и Министерството за животна средина и просторно планирање. Но од друга страна, изворот Рашче го контролираме 2 пати месечно со проширено физички, хемиски анализи и микробиолошки анализи и можам да кажам дека изворот Рашче во неговиот склоп каков што е, има непроменет хемизам поради акумулацијата на самиот извор, која што е долга од прилика околу 10 км. Изворот никогаш не доаѓа до заматување, има избалансиран состав на минерали, односно аниони и катиони, и можам да кажам дека има ниско присуство на тешки метали, така да водата која што се користи во градот Скопје, ние континуирано ја контролираме и можеме да бидеме сигурни дека испорачуваме безбедна вода за пиење. Емилија, вие на дневна основа ја следите водата, оде во оваа просторија во лабораторијата, вашите колешки гледаме дека вршат работа. Што конкретно прават тука, како ја испитувате водата за пиење? Во моментов се наоѓаме во хемиската лабораторија и се проверуваат оние хемиски параметри како одредување на матност, спроводливост, пеха средина, определување на хлориди. Значи секојдневно нашата екипа оди во градот Скопје од 36 мерни места, зема примероци, секојдневно ги носи во нашиот сектор и секојдневно се изработуваат анализите. Анализите ние редовно поднесуваме и извештаи преку социјалните медиуми за околу исправноста и безбедноста на водата за пиење, а на неделно ниво редовно поднесуваме извештаи до релевантните институции. Емилија, постои ли ризик од загадување на водата поради урбанизацијата на градот? Јас повеќе би кажала, некогаш поради преголемата урбанизација, некогаш постои ризик од недостаток на питка вода, затоа што во моментов обслужуваме околу 600.000 граѓани на подрачјето на градот Скопје, да не ги споменуваме оние граѓани кои што редовно транзитираат во градот Скопје. Затоа ние како јавно претпријатие во соработка со градот Скопје редовно работиме на проекти кои што се однесуваат за алтернативни извори за водоснабдување, а тоа се контрола и мониторинг на изворот Врело, изворот
патишка кадина и мала река, како и ревитализација на некои одредени бунари кои што се во минатото се користеле и од некоја одредена причина биле запуштени. Тоа е всушност и моето последно прашање за разговорот, освен од Рашче, од кои други извори Скопје се снабдува со вода? Доколку има поголема потрошувачка, тоа е најчесто во летните периоди кога се користат, се вклучуваат во мрежа и бунарите, нерези и лепенец. Кога се користат, кога се вклучени во водоводната мрежа, ние како сектор редовно земаме примероци од истите и ги контролираме. Така, и за крај на порака да упатиме до нашите гледачи за рационално користење на водата, бидејќи навистина ни е важна и ни е потребна. Јас повеќе би кажала рационално да се користи водата, затоа што имаме благодет да користиме изворска вода, која што можам да кажам дека во нашава држава Македонија, другите градови го немаат тој благодет да користат таква изворска вода, која што не е потребно дополнителен третман, туку едноставно само дезинфекција на сировата вода поради должината на водоводната мрежа. Ви благодарам што утрово бевте дел од Македонија на утро. Ви благодарам и на вас, секоја сте добре дојдени. Утрово во утринската програма на јавниот сервис разговаравме со Емилија Аневска, раководителка на секторот за санитарна контрола на јавното комунално предпријатие Водовод и канализација во Скопје. Зборувавме за квалитетот на водата за пиење во главниот град.